Министерот Муцунски јасно кажа: крајно време е да престанеме да преговараме со кого било за национални идентитетски прашања. Во отсуство на гаранција од Европската унија дека запишувањето на бугарите во уставот ќе биде последно барање, министерот јасно кажа дека треба да ставиме конечно крај на процесот на билатерализација на преговарачкиот процес и дека решението на спорот, можеби, треба да биде во директни преговори со Софија, а не како сега на линија Скопје-Брисел. Со децении, правило на Европската унија беше да не се внесуваат меѓусебни спорови во унијата, а аспирантите претходно да си ги решат проблемите со соседите. Така беше и во спорот со Грција. Можеби на тоа требаше да останат во случајот со Бугарија, односно прво да не оставеа сами да го решиме проблемот, па потоа да си добиеме чиста преговарачка рамка. Ама по барање на Бугарија и оние дипломатски аналфабети како Заев, Ковачевски, Османи и Ахмети, кои тогаш беа на власт, не ја видеа играта на Софија, Брисел направи отстапка. Го внесе проблемот на Бугарија во преговарачка рамка. И кој е резултатот? Нова блокада. Мислам дека како Брисел е упорен, дека не може да се менува рамката со тоа што уставните измени би важеле дури при приемот во ЕУ, можеби е најдобро Македонија да излезе од оваа преговарачка рамка додека не го решиме спорот. Па потоа да си добиеме чисти преговори. И во тоа може да се добие поддршка пред се од најголемиот стратешки партнер САД. И не само поддршка од САД. Ова е за прв пат во поновата македонска историја да има толку големо совпаѓање меѓу надворешната политика што ја води една влада и волјата на народот. Така што и да повлече таков, да речеме, порадикален потек како што е напуштање на оваа преговарачка рамка, владата би го направила тоа со целосна поддршка од народот. И тоа се не само поддршка, туку таков мандат доби за да дојде на власт, за разлика од претходната влада која ете ни смени има, ни прифати бугарски уцени без грам поддршка, па ете дури него ни консултираше народот.